Продолжувајќи ја серијата протести низ државата, опозицијската ВМРО ДПМН во петокот во Кочани го крена својот глас против предавничката политика на актуелната власт предводена од СДСМ и Зоран Заев. На 250 автомобили со членови и симпатизери на партијата со знамења и транспаренти со повици за оставка на Заев, откако се собраа пред основниот суд во колона предводена од полициско возило, се упатија кон населбата Оризари, а оттаму повторно се вратија во градот. Долгата колона продефилира низ главните кочански улици за да застане на градскиот плоштад пред општинската зграда, каде одржаа краток митинг на кој зборуваа новоизбраниот претседател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на Кочани Мирче Стојков и актуелниот пратеник во собранието на Македонија Миле Левков. Денеска претседателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Мирче Стојков одржа пресконференција на која се заблагодари на сите граѓани кои излегоа и протестираа против политиката на СДСМ. На ден 4.12 во петок ВМРО ДПМН организираше протест со автомобили. Протестот започна во 18 часот, а поидовно место за старт беше паркингот близу основниот суд во Кочани. Потоа колоната на автомобили се движеше кон Оризари и назад. Потоа во градскиот трговски центар имавме маршрута и завршна етапа беше градскиот плоштад. Таму се обратив јас и пратеникот Миле Левков. Исто така сакам да ја искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите граѓани што го поддржаа овој протест без разлика на партиската припадност. Исто така сакам да се заблагодарам и на оние граѓани кои излегуваа од своите домови, не поздравуваа и дадоа своја поддршка за оваа иницијатива. Целта на протестот мислам дека ни е јасна на сите. Погубните политики што се случуваат овие денови се на штета на сите граѓани. Зоран Заев продава се што е национално и заедничко, не баре тоа се неговите фирми. ВМРО ДПМН од секогаш бил браник на македонските национални интереси, така и ќе биде во иднина.